Добро давате моето ново видео. Денес снимаме со Алексеј кој беа представник на младата Евровизија со Ана. Малце ќе поразговараме за таа тема и останете до крај на видео, мислам дека ќе ви се допадне. Здар Алексеј, ми веднаш прифат понесено заедно. Јас ти благодарам што имам можност да снимам видео со тебе, баш ми е драго што ме покани. Супер, дали си спремен? Спремен. Ајде, пиши се во 3 збора. Амбициозен, трудолюбив и емотивен. Супер. Наравно ми прашам од каде ти идеја и желам да сигурно ќе ги заинтересира и гледачите, публиката, тие што те пратат, што да поддржават, од каде идеја за музика? Па јас од мали нозе сакав да пеам, може да се рече дека јас прво почнав да пеам, а не да зборувам. Сето тоа, како што растев, уште повеќе имав љубов кон музиката. Исто така сум ученик во музичкото училиште токму во Битола. Имам прекрасни професорки кои уште повеќе ми даваат можност да ја сакам музиката. И така, и свирев гитара 3 години, сега сум на соло пеење и навистина ми е супер. Супер, ете сега ќе ги заинтересира гледачите, како ти беше чувството и дали очекував дека ќе стигнете на Евровизија да представате Македонија? Па тоа чувство мислам дека на никој друго место не може да се искуси, бидејќи многу малце деца ги има таа можност да стапнат на таква светска сцена, исто така светска организација. Чувството е многу чудно, има многу адреналин и буквално се ми како во сон. Тоа чувство е незаборавливо и никогаш тие моменти нема да ги заборавам, а предизвикот да представуваме Македонија заедно со Ана е вистина многу тежок. Ја представивме, односно, сега имаме нов представник, како знаеш, Мила Манческа, таа ова година ќе представува Македонија. Многу голем предизвик е, се спремавме со месеци за да постигнеме нешто нели таму. И навистина целиот тим, целокупно бевме задоволни од резултатот. Имавме многу спремен тим, огромен тим. Да ги набројам кои се. Шеф на делегација ни е Диана Гогова, кореограф ни беше Љупка Јакимовска, композитор ни беше Лазар Цветковски, а тој што ни го водеше Eurovision Macedоnia акаунтот е Бојан Настовски и навистина еден прекрасен тим кој многу задоволство имавме јас и Ана да имаме таква можност. Супер, како бе примерите подготовките, ако може малце да не објасни, дали видите че трема, дали пример нема да зграчите на сред настап таму, пошто ќе имате цел свет ве гледаше? Па сега не цел свет, ама да, голема публика, исто многу гледачи. Се подготвувавме со месеци, буквално од јуни месец до ноември. Подготовките прво започна, нели, одевме Скопје, се гледавме со тимот секако. Ни кажа кој ќе ни биде композитор, односно Лазар Цветковски, прекрасен композитор, мислам дека најдобар во цела Македонија. Да, така, па потоа одевме кај него, тој живее во Тетово. Ги правевме песната, односно имавме многу голем избор, не прашуваше како сакаме да ни биде. Многу добар човек, навистина. Јас бев многу задоволна со песната и со соработката. Откако имавме песната, нормално таа се правеше не знам колку, неколку дена, 10-20, имавме демо верзија. Се запознавме со Љупка Јакимовска, која ни беше кореограф, сценограф, како и да се рече. Таа беше главна за сцената и кореографијата. Со неја се спремавме најповеќе, може да се рече 3-4 месеци. Од јули се додека до ноември, додека не бевме на Евровизија. Нормално таа ни кажуваше и секако и останатиот дел од тимот како да немаме страв на сцената, дека е сцената наш дом, дека таму нема зашто да се плашиме, таму ќе бидеме цел живот. И тоа ни беше момент што за 5 минути ќе помини. Тие 3 минути што ги пеевме, песната ни беше 3 минути, ќе ни биде само наш момент. Кога пристигнавме во Мадрид, таму бевме една недела пред настанот, бидејќи таму има многу проби, има 5 проби пред настапот, тоа се многу.
И многу проби направивме, имавме шминкери, фризери, саундчек, се буквално светска организација нема. Мислам дека такво нешто на светот нема. И така едноставно, јас и Ана немавме многу трема, не знам зошто, дали бевме како дуо. Немавме некоја трема да се тресиме на сцена, да... Значи спремни фул. Па не знам сега да шо беше, дали бевме дует, немавме многу трема, бевме многу срекни, многу емотивни, посебно кога заврши настапот. Јас на настапот се чувствував како, не знам, многу убаво. И откако заврши, јас и Ана, нели, има таа вирална снимка, може да се речи, се гушнавме и кога слегавме, почнавме да плачиме, бидејќи не знам, многу емоциите Да, се споја. Да, и откако дојде Дијана Гогова, само таа смееше да биде тука кај нас. Уште повеќе со неа плачевме и така. Супер, ете колку време пред настапа вежбавте песната, пред да се заменете во Мадрид? Па исто, кога вежбавме хореографија, пеевме. Значи, таа Љупка Јакимовска, исто така е режисер во операта и балетот, значи таа е музички образована, во факултет и за музика, и таа знае, и плюс со композиторот многу вежбавме. Супер, дали ми чекувате, пример, леле, едва чекам, пример, да помине ова Macedon, пошто знаеме дека многу рано те ираците и сакате, пример, да одморите, маца треба да се вежба за да секој ќе се излезе на сцена да биде се како што треба. Никако. Да се вратиме, мислам дека јас ја да се вратиме таму, би цел живот така ме прави лишнима да не биде мака, многу убаво беше. И дали ви се бегаш од Мадрид во битава? Па, откако заврши, да, не и да, бидејќи тука ни беше скоро цела фамилија, другарите, ние имавме огромна поддршка од нашето училиште Даме Гров и секако и од општината. Не знам дали виден, имаше на билборди, во сетек на телевизорите, правеа настан во офицерски, тоа се благодарност на училиштето и општината. Правеа настан во офицерски да не гледаат на Евровизија. Сакавме едноставно да се вратиме тука да ги видиме нашите другари, другари, наставници, роднини, како ќе изреагираат. Ние бевме малце разочарани од резултатот, ама исто така не ни се бегаше од Мадрид, бидејќи запознавме таму другари што мислам дека ќе ни траат цел живот. Толку бевме мотивно поврзани со нив. Имаше многу деца, најповеќе се дружевме од Украина, Албанија, Португалија, Франција, буквално со сите се дружевме. Не можам сега да ги набројувам, многу се. И на крајната вечер, кога заврши настапот се, имавме афтер парти, како за крај. На тој парти сите плачевме, значи тоа беше... Од ден до последен. Да, сите плачеа и таа вечерно оставија, седевме до 5 сати од Савајле, за да не се разделивме. Од и другиот дел немаше се видиме и така се разделивме многу тешко. Сега сме се уште во контакт и наистина емотивно. Кажете како се сврсува хит коментари, ама секако дека си млад, со тек на време ќе имате хит коментари. Јас и сега имам хейт коментари, мислам имаше нормално, секогаш има за се хейт коментари, некој што сака да го наруши искуството, но јас ги читам сите коментари, не пропуштам никој коментар, јас го читам тој коментар и го заборавам. Не ми се во главата, едноставно јас ги памтам само убавите коментари. Да. Хит коментарите ги заборавам едноставно. Така и треба. Дали ќе продолжиш да се занимаваш и воднина со музика? Јас се надевам дека тоа ќе се занимавам. Јас планирам да се запишам во средното музичко училиште, а потоа на некој музички факултет, музичка академија. Супер, дали планираш пример нешто, не знам, песна да вадиш нешто? Па јас сакам сега кога ќе биде точниот момент, ќе видиме, ништо не се знае. Супер, да не те должи многу што план имаш видно, ако можеш нешто да не откриеш. Планови виднина. Па јас би сакал да учествувам на некој исто така, би сакал да учествувам на Евровизија. И огромна, сега, после сонот за Евровизија и детската Евровизија која се оствари, имам многу голема желба да снимам некој дует со некој пејач од нашата естрада. Јас многу ги сакам, многу ја сакам Калиопи.
многу. И Каролина. И јас на Калиопи имав шанса да одам на нејзиниот голем концерт кој се одржуваше во Борис Трајковски. И тоа беше преку правеа како giveaway за карти, не знам дали ја следиш Калиопи. Не. Јас многу ја следам, многу ја сакам. Има како giveaway за карти. Јас не планирав, никој од моите не планира да одиме, бевме тука во Бизола на концертот. И требаше да снимиме ковер, и тие избира кој е најдобар ковер и кој ќе добие карта. Да. И јас ниту знаев, не планирав да одам едноставно, само пуштив така ковер и ми излекоја мене. Да, и плюс таму пишуваше дека тие што ќе победат ќе имат како приватен митинг со Калиопи, ќе ја запознат приватно. И така се запознав со Калиопи и ми беше тоа нешто повозбуден, многу бе возбуден. Реално добро кога ќе ти дел пример некој што сакаш да видиш живи, имаш контакт, нешто ти помогаш за пример со професијата твоја, нормално ќе го поштуваш и ќе го сакаш. Сега ќе ти се најдете вижи пошто имате искуство Калиопи. Онака ја знам вака преку Инстаграм, преку Ютуб, иначе во живо пример не имам видео, не знам дека може наслушам таква музика, повеќе реално младите сакаат пример српско. За не знам ти дали слушаш српско или Ја српско не слушам. Ич? Ич. Повеќе дека српско слушаат македонско ретко некаде, не знам, Тоше Прајсе, дека Каролина Качева некој што ќе пеевам питала пример. И уште нешто сакам да кажам, ако може. Да. Гледам многу деца му се појави желба да дадат на детска Евровизија. Пратам по коментари и сите многу мислат дека е местено и дека треба со пријатели. Но не треба, јас тоа можам да го потврдам. Јас таму идов без надеж, како и многу други мислам дека одат без надеж, бидејќи тука се знае дека мора нешто да е со пријатели. И јас така идов без надеж, идов пеев. И се заврши аудицијата и рекоа дека појнаредно ќе ни се јават. Јас скроз без надеж бев, ниту очекував, му се јавија на мајка ми другиот ден. Дека ми избира да пеам за детска Евровизија. Нас не ни се веруваше, бидејќи моите не се некои бизнисмени. Не знам, да, за да одам на детска Евровизија. И сакам да кажам дека ако ова година некој не успее да оди на детска Евровизија, има прочитано таков коментар, дека не успеа на аудиција да одат. Знам, се надевам дека ќе продолжи Македонија да учествува на детска Евровизија и да знаете дека не е семестено, има секој можност да оди на детска Евровизија, како што бев јас, и навистина нема побавно искуство. Така, супер. Толку до видео, ако ви се допадна видео, ако сакаш вакви нови видеа, да не забравите да ставите лайк и субскрайб и обвезно да го запратите Алексеј. Секако мене и слушнете неговата песна со Ана на детската Евровизија. Мислам дека ќе ви се допадне, не се гледаме во наредната видео.